Инфраструктурни промени на нашиот град му се потребни и повеќе од неопходни, особено низ повеќето населени места, околни села и приградски населби, зашто населението непрестано реагира до надлежните институции во општината. И ако не може се да се промени преку ноќ, доволно е од некаде да се започне. Патиштата и локалните улици во одредени места од градот се во лоша и амортизирана состојба, а општината изминатата година и годинава превзема интензивни активности за изработка на проекти и обезбедување средства за реконструкција и рехабилитација на повеќе патни правци во општината. Деновиве беше воведен во работа изведувачот на градежните работи за асфалтирање на патот во село Конопница од домот до црквата Свети Теодор Тирон, а ние отидовме на терен следејќи го текот на активностите. Деталите за должината на патот, финансирањето и динамиката на градба ги презентираше градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Златен канал се наоѓа во селото Конопница, на патот кој води од домот во селото до црквата Свети Теодор Тирон. Овде започнаа подготвителните активности за подготовка на патот и негово асфалтирање. Разговараме со градоначалникот на општина Крива Паланка. Господине градоначалник, како протекуваат активностите со оглед на тоа што отпочна неодамна и што се планира со овој пат? Дали овој пат е дополнение на асфалтираните патишта кои што ќе бидат со средствата од Светска банка за обнова и развој, или ова е дополнителен проект на општината? Значи се работи за пат кој е надвор од овој пат од овие средства што спомнавте вие, пат кој ќе биде асфалтиран во должина од 958 метри должни од домот во село Конопница до црквата Свети Теодор Тирон. Впрочем, овој пат во склоп и на моите предизборни ветувања дека овој пат ќе го асфалтираме и јас себе на некој начин го исполнувам ветувањето, се работи за средства во кои учествуваме ние како општина 20% со буџетски средства, а 80% се од средствата на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во руралниот развој. Се работи за место кое досега не беше асфалтирано и мислам дека е и оправдано, и село Конопница е доста населено место. Црквата во село Конопница е посетена, луѓето се движат и кон своите куќи на овој терен, така да мислам дека ќе направиме една убава работа, дека ќе го лесниме животот на граѓаните во овој дел и се надевам дека тука некаде ќе почнат да никнуваат куќи, ќе почне се повеќе и повеќе населението да се враќа и да си гради своји домови во овие наши села. Штета ќе беше овој дел да остане неасфалтиран и да не се обрне внимание, бидејќи во становената манифестација поклонение на Свети Теодор Тирон од година на година е се помасовна и ова дополнително ќе го олесни пристапот не само на сите посетители, туку и ќе допринесе најверојатно за омасовување на манифестацијата. Па точно, ние ова го правиме и со таа цел и со цел за развој на туризмот и на манифестацијата и на луѓето да се движат тука. Значи денеска патот ќе го гради фирмата Евродрво, денеска ги воведовме во работа. Она што сакам да кажам дека тие за 10 дена треба да го завршат патот. Значи се работи за брзо работење. После тоа почнуваме со изградба на патот од клучката на магистралниот пат, или како што ние кривопаланчани ќе кажеме од Борчева кафана до крајот на асфалтот, така ќе се врши рехабилитација, така да ќе имаме една позамашна офанзива градежна во овој дел на општината. Така, ова говориме за населбата и селото Конопница. Што останува во централното градско подрачје и во останатите реони на Крива Паланка? Дали имате други проекти кои што се тековни и се планираат во рамки на инфраструктурниот дел? Па видете, јас сметам дека за овие 3 години како сум градоначалник огромен напор направив во тоа да направиме проекти, да аплицираме со проектите, да се јавиме како конкуренти или како општина кој бара да се асфалтира. Како што спомнав овој пат, значи од почетокот на асфалтот, од Борчева кафана до крајот на асфалтот ќе се асфалтира кракот во населба Скрљава заедно со Цонев рид, тоа е исто околу километар и 300, така нешто. Граѓаните на Крива Паланка може да видат дека во село Станци вршиме припремни работи и ќе се асфалтират, готово веќе се спрема работа за асфалтирање и правиме еден прекрасен пат, се расшири патот, не е онака како што беше до село Станци, него патот е прекрасен. Во Крива Паланка коцката ќе се менува во делот каде што од Стара Килимара
до она место каде што е асфалтот, значи тој дел ќе го менуваме. Еве сега завршивме со асфалтирањето на 1 километар пат во село Градец и партерно уредување околу испосницата на Свети Јаки Мосоговски, така да мислам дека граѓаните ова лето ќе имат една така да видат една појака градежна офанзива во нашата општина, дека навистина во делот на општината планираме да се асфалтираат, ако не повеќе, барем 15 до 20 километри. Така. Во рамки на инфраструктурните проекти е и изградбата на спортската сала, која што деновиве се поинтензивно се спроведува. Да, за мое задоволство, се надам на задоволство и на граѓаните, ние се повеќе гледаме дека спортската сала напредува. Крива Паланка не е веќе заробеник на еден човек кој уништи едни генерации и генерации да немат спортска сала. Еве, направивме, се работи нова спортска сала, младите генерации ќе имат спортска сала. На моje задоволство и на задоволство на сите граѓани гледам дека тениското игралиште се повеќе и повеќе ни се користи. Еве, ќе почнеме и со водоводите да го решаваме проблемот. Треба да добиеме само до опремување на филтер станицата и до опремување на тиролскиот систем. Проектот за висока зона Лев брег заради некои погрешни насоки кои беа дадени во самиот проект, моравме да го преправиме, затоа што проектот поминуваше низ некои бавчи на луѓето, поминуваше низ под некои куки на луѓето, така да моравме да ја дигнеме самата основна траса на проектот на вадата и тука ќе добиеме, значи, цевководот ќе оди, значи, по вадата, ќе добиеме водовод и воедно таа површина горе ќе ја направиме како градско шеталиште. Впрочем, тоа ќе биде и сместено во мојата идна изборна програма. Значи, тоа ќе имаме едно градско убаво шеталиште кое ќе биде покрај вадата, каде што ќе има и клупи за седење и маси, така да ќе имаме една убава работа во нашата општина. Жителите на селото со задоволство, но и неверување ги следат активностите, не криејќи дека децении наназад пекаат овој проблем да биде надминат, да се асфалтира патот за да се овозможи полесен пристап до имотите и куќите. Конечно, можат да посведочат за тоа. Разговараме со жител на селото Конопница, како се викате? Драги Денчовски. Тука сум роден, тука и дедо ми, парадедото и сите, мислим, ова село. Самиот пат, како да ви кажем, беше многу пати во програма, многу пати, но конечно дојде време да се и реализира. Конечно си дојде времето како што и треба. Овие луѓе овде не се така, тука многу жители, што селото е разбиен тип, тоа веќе друга нешто. И сакам да потенцирам една друга работа каде што покрај тоа што речемо е искажено до сега, тука има многу поубави шанси уште да се направи една мина браничка, вода, да се направи нешто за жителите, затоа што Конопница е најголемото село у Крива Паланка и по жителство, не знам по територија. Тука има и што да се инвестира, тука има и што да се развива. Господинот Денчовски вели, кога се сака се може, па и ако има одредени имотно-правни препреки, сите во прилог на општо добро на заедницата ќе направат отстапки со меѓусебен договор и согласност без посредство на институциите. Битно е да се нешто направи. Битно е да се луѓето договараат. Не е битно метар земја или 2 стебла дрва. Не е битно тоа. Битно е да остане на генерациите после нас. Градежните активности за реконструкција на повеќе улици и патишта во општината се одвиваат на низа локации во градот, а паралелно со нив, во централното градско подрачје се врши регулирање на сообраќајот на вториот крак од главната улица Свети Јоаки Мосоговски, со обележување на насоките за движење и поставување на хоризонталната и вертикалната патна сигнализација, како подготовка за воведување на нов сообраќајен режим на главната улица. Деновиве ќе добиеме подетални информации од страна на одговорните во општината и истите ќе ви ги презентираме навремено и точно.